Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денес во собранието во процедура влегува предлог законот за спречување на корупција и судир на интереси. Ги отвараме вратите за избор на нов состав, односно за независна и професионална државна комисија за спречување на корупцијата. Со предлог законот се прошируваат надлежностите на комисијата, со цел таа да стане тело кое суштински, а не само декларативно, ќе застане на патот и ќе се спротистави на корупцијата во државата. Македонија има потреба од таква силна и независна институција. Имајќи ја во предвид важност, но и итноста од нов состав на антикорупцијската комисија, овој закон пред пратениците ќе се најде по скратена постапка и со европско знаменце. Очекувам, апелирам и ги повикувам сите пратеници да покажат дека се навистина за борба против корупцијата и да го поддржат предлог законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Крајно време е да прекинат блокадите и деструкциите. Партиските интереси треба да се стават на страна. Независно, професионално и силно регулаторно тело кое ќе се бори против корупцијата е во интерес на целокупното општество. Време е Македонија конечно да добие вистински, силна и целосно независна државна комисија за спречување на корупција. Така се гради држава по европски стандарди. Повелете прашање. Кои се очекувањата дали ќе се донесе законот изборот на новата комисија до распишување на парламентарните избори? Ние очекуваме дека денес ќе се утврди потребата за донесување на законот, затоа е пуштен во скратена постапка и со европско знаменце дека комисијата ќе ги одржи своите седници и ги правиме сите наши можности, ги исцрпуваме сите наши можности за до почеток на изборите антикорупцијската комисија да биде во полн состав. Не, законот не се носи со двотретинско мнозинство, туку само со 6. Тоа ми беше прашањето, што колку вака закони кои што прилика се носат со двотретинско мнозинство, ќе ги правите со европско знаменце за поресно да поменува? Значи, како што знаете, имате информација, веќе излезе во медиумите дека овој закон беше пуштен еднаш во процедура, го имавте како материјал. Преговарачки тимови на нашата пратеничка група и на пратеничката група на ВМРО и на другите партии преговараа за текстот на законот. Имаше околу 30 прашања или амандмани кои што ВМРО ДПМН или пратеничката група на ВМРО ДПМН ги поднесе како забелешка до текстот на законот. Усогласивме голем дел од нив. Мислам дека околу 5-6 амандмани немаше никаква можност да бидат усогласени затоа што го нарушуваат целиот концепт на законот. Ние не можеме да бидеме заложник на однесувањето на ВМРО ДПМН. Не може да доаѓаме во ситуација каде што ќе кажат дека или се ќе прифатите или ништо нема да ви поддржиме. Овој закон е во интерес на граѓаните, во интерес на државата и мора да помине. Преговорот не се намали бројот на членови на антикорупцијска комисија по препораките на меѓународните препораки беа. Значи не станува збор дали антикорупцијската комисија ќе има 5 или 7 членови. Знаете дека со законот ја зголемуваме незината надлежност. Нас во интерес и во интерес на граѓаните е да нема никаков сомнеж за корупција во иднина. Значи најмал проблем е дали ќе биде 5 или 7 членови во комисија. Што е потребна антикорупцијска да биде толку силна, за обвинителство на корупцијата и класично дело? Значи нас прво по европски терк и она што го бара и Европската унија и Венецијанската комисија и од она што го имавме како заклучок од случувањата во минатото, ние во интерес да имаме ваква силна институција.